Ако Соединетите Американски држави не го ставеа Рамис Мерко на црната листа, ништо немаше да го сопре неговиот јавашлук. Процесуирањето на кривичните пријави, и тоа сега, во ек на избори, е чист политички потек. Само да се покаже дека и истакнати членови на ДУИ се достапни за правдата, цени адвокатот Владо Чинговски. За спорната набавка на службеното луксузно возило Ауди А6 и незаконското поставување директор на училиштето во Лабуништа, Рамис Мерко во еден месец 2 пати ке седне на обвинителна клупа. Поречи си 1 година откако беше ставен на американската црна листа поради корупција и мешање во судски процеси. Како одличен познавач на приликите, нема да ме чуди, вели, ако Мерко биде ослободен или од судот да замине со символична или условна казна. Овдека имавме случај кој што не се постапуваше воопшто кон поднесените кривични пријави. Соединетите Американски држави да не го ставеа на црната листа, мислам дека повторно кривичните пријави ќе беа во фиока, во обвинителството и немаше да се процесуираат. Но ето го ставија на црна листа, сега да покажеме ние дека можеме да бидеме правна држава, одма ги процесуираме тие кривични пријави. Еуфоричното славење на Мерко во Струга по првиот круг од претседателските избори само потврдува дека матичната ДУИ не само што не го пушти по вода, туку никогаш не се огради, нити побара одговорност за кривичните дела. Ставањето на црната листа го голтна, бидејќи ако не беше Мерко, ќе беше друг функционер од интегративците. Мерко толку лежерно го прифати сето тоа, ДУИ, ако мислеше дека треба да се огради он него или да бидите со нашиот стратешки партнер, да бидат во корелација, требаше да побара он него оставка, требаше многу други работи. Но тие ниту побараа оставка, ниту одговорност, ево не кривичната одговорност, судот ќе ја утврдува. Меѓутоа политичка одговорност тие воопшто не побараа, што дава индикации дека ќе се заврши лесно сето тоа, ако нешто системски не се промени во правосудството или во целокупно во нашата држава. Ова е 4 градоначалнички мандат на Мерко. Во претходните 3 против него беа поднесени 14 кривични пријави, но само еден предмет е процесуиран во Струшкиот основен суд. Од ОЈО не откриваат дали има и други кривични пријави против Мерко. Соопштуваат дека со цел заштита на тајноста на постапките, јавното обвинителство не е во можност да обелоденува информации за поднесени пријави, по кои се уште се вршат проверки на наводите во предистражна постапка.